Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Ивица Томовски, директор на службата за општи и заеднички работи на владата, Сузана Трајковска-Кочанковска, директор на фондацијата Сизигија и пејачката Наташа Миха. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи. Добро дојдовте после утринските вести и нормално веќе штом сме во ова студио продолжуваме понатаму да со нашата емисија да разговараме со нашите гости кои што веќе ги видовте во Форшпанот, меѓутоа и денеска ќе ги запознаеме овде одблиску. Некои од нив си прв пат овде во Здраво Македонија, што навистина ми е многу драго. Ќе започнам со дамата која што седи веднаш до мене, која што е прв пат веќе заедно во Здраво Македонија. Ние неодамна се запознавме и само се чекаше моментот кога ќе се случи ова гостување. Би сакала да ја запознаете Сузана Трајковска-Кочанковска, директор на фондацијата Сизија. Сузе веќе можам така да кажам, затоа што јас навистина имам огромен респект, се извинувам, огромна почит спрема вас. Добро дојдовте во Здраво Македонија. Добре ве најдов. Посакувам една прекрасна атмосфера, супер разговор со гостите. Прв пат ги гледат и нашите гости, така? Да. И морам да кажам, да се заблагодарам пред се на тебе и на емисијата на телевизиската куќа. Едно извонредно искуство, каде што може така во некоја неформална атмосфера да раскажеме што правиме, како правиме, да мотивираме, можеби ќе најдеме соработници и секако да посакаме убав ден на сите гледачи и на сите кои што денеска треба продуктивно да го завршат овој ден. Или да одмарат на плажа. Да, или да не гледаат нас, да речеме да се на Канал 5. Ви благодарам многу, Сузана. Продолжуваме понатаму со единствениот господин веќе тука, а помеѓу 4 дами, тоа е Ивица Томовски, кој што е директор на службата за општи и заеднички работи на владата. Добро дојдовте и вие сте прв пат гостин во нашата емисија. Така, прв пат гостин во утринска емисија, сум бил гостин на Канал 5, но прв пат во утринска емисија. Се надевам дека добро ќе се помине. Чувството убаво вака меѓу 4 дами. Така да мислам дека ќе имаме одличен разговор. На крај ќе ве прашаме за импресии, затоа што дефинитивно со ова различни емисии, верувам дека многу поразличен концепт од она на кој што вие сте навикнати да гостувате. Така, од политика преминуваме во нормално. Да, во нешто што не е толку многу политика. Така, имаме уште една дама која што ни е гостинка, тоа е пејачката Наташа Миха. Наташа, добро дојдовте и убав ден и за вас. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и им посакувам убав ден на сите гледачи на Канал 5 телевизија. Така е, мојата колешка ќе ме дружи во емисијата. Цеце, добро утро и за тебе. Добро утро, Елена, многу ми е драго што ќе бидеме заедно ова утро. Почитувани сте, надам дека и вие ќе уживате во денешното издание, бидејќи пред да се вклучиме имаше навистина многу атмосфера овде во студиото, некако сега многу се возбилија гостите. Се надам дека нема да биде така во продолжение. Остана уште да си направиме натална карта, Елена, така беше. Да, така е, ама секогаш кога ќе светне црвената сијаличка на камерата, веќе се менува расположението. Друга енергијата одма. Да, што е нормално, ама ќе се надевам дека ќе успееме да се ги опуштиме нашите гости. Како што кажавме, нели, и пред малку нема толку многу да одиме со политика, меѓутоа затоа велиме ако имаме некое политичко прашање да е веднаш на почетокот да го поставиме и да завршиме со тоа. Ете затоа би сакала господинот Ивица да го прашам нешто кое што го погледнавме и на вестите, веќе нели една година владење на владата. Како вие од оваа перспектива сте задоволни не и од владата, туку и од вас еве како политичари, како дел од владеачката ВМРО-ДПМНЕ? Денес имаме отчет на влада за сработеното на владата во оваа измината една година пред платото на владата во 20 часот. Она што можам да кажам што и колку сме задоволни, генерално можам да кажам да, задоволни сме од сработеното, дали можело повеќе, може секогаш повеќе. Но со оглед на ситуацијата како сме затекнале, навистина сум среќен и задоволен од она што го постигнавме во овој период. Тоа нека биде, еве вечерва ќе кажеме што, како и зашто сме сработиле, а тестот и она како оценка што треба да добиеме како фидбек од граѓаните ќе бидат наредните локални избори.
Значи, ќе го чекаме отчетот вечер, ќе официјални говори кои што ќе ги има, па ништо после ќе договориме друго гостување. Секако. Меѓутоа, ајде кажете ми, вие велиме служба за општи и заеднички работи на владата. Може ли вака со други зборови да ни објасните која е вашата функција точно? Од каде да почнем? Од каде да почнем? Практично на некој начин службата за општи заеднички работи е крвоток на целата државна администрација, влада, министерства, органи во состав на министерствата. Подготуваме плата комплетно за цела државна администрација, ликвидатура, благајна. Водиме архива за цела државна администрација, возниот парк, владиниот авион, угостителските услуги имаме 3 ресторани, клуб на пратеници, ресторанот во влада и ресторанот во собрание. Така да на некој начин често кажуваме од штраф до локомотива. Буквално поголем опсек на работа опфаќа службата, затоа и викаме крвотокот. Све она што им треба на институциите за непречено функционирање го добиваат од наша страна. Бројме некаде околу 400 вработени директни и уште 250 до 300 индиректни работувања, како што се обезбедување, хигиена, тековно одржување. Значи си имате сериозни обврски. Сериозно. Го спомнавте? Да. Добро да разјасниме што точно е вашата работа. Го спомнавте владиниот авион, јас некаде читав, се уште не ми е јасно, поправете ме ако грешам. Имаме сега ние владин авион или немаме? Да, имаме владин авион, стар е некој 20-тина години. Време му е за промена на нов. Тоа често го говорам во јавност. Премал е за капацитетот му е 6 седишта, што значи премал е за државни потреби, а не се користи само за владини функционери и за потреби на државата, се користи често и за несакани настани како тој во Кочани, како луѓето кои што беа заглавени во Израел, бидејќи дел од луѓето ги излекувавме вама, дел од болните со тој авион ги транспортиравме во Македонија. Така да тоа летало може да користи и на државата и на граѓаните, бидејќи сепак треба да разјасниме, тоа не е владин авион и само во сопственост на владата, тоа е државен авион, во сопственост на народот. Така, дали со тој авион исто беа пренесувани и жртвите од Кочани или не? Една жртва, конкретно една од Австрија до Македонија, бидејќи не можеше да лета со комерцијален лет, моравме да го пратиме нашиот авион, да ги извадиме седиштата, да транспортираме пациентот до Македонија, па до Скопје, од Скопје до Кочани. Така. Добро, Сузана, не знам вие сега колку сте вие задоволни од владата со политика, да. Не, знам дека немате нешто многу конекција со политика, меѓутоа ете, вас ме најавме како директор на фондацијата Сезигија. Дали може да објасните всушност која е исто вашата професија? И што всушност представува Сезигија? Мојата професија е доктор по предприемништво и бизнис. И цел живот работам во делот на бизнисот и невладините организации. Тоа значи дека кога ја достигнав својата академска образованост, сакав практично да видам како се работи во бизнис секторот и 15 години поминав во големи фирми, корпорации. Кај нас во Македонија? Кај нас во Македонија, да. Еве последно од бизнис секторот е Кам Маркети, директор за продажба и маркетинг. Понатаму патот ме водеше кон помагање на стартапи и така настана фондација Сезигија. Сето она искуство акумулирано, надополнето со академското образование, беше преточено кон младите и кон луѓето кои што сакаат да отворат бизнис. И во таа приказка дојде и социјалното предприемништво. Во последните 5 години работам со ранливи категории, со невладини организации кои што воведуваат бизнис систем со цел да обезбедат одржливост. Да не зависат само од проекти и од донатори, него да создадат своји услуги и производи кои што понатаму ќе ги пласираат на пазарот и едноставно ќе се обезбедат континуирана работа и ќе се имаат приходи за да се самоодржуваат. Ете тука е конекцијата со политиката, односно со државните институции. Да. Тука морам да кажам дека фондација Сезигија и самата име на фондацијата е порамнување на земјата, месечината и сонцето. Меѓутоа тоа е трансферирано. Така, ќе се вратиме ние на првата тема од пред. Меѓутоа тоа е трансферирано во личноста на луѓето.
во толку брзо темпо на живење, во еден голем предизвик како личноста да избалансира помеѓу кариерата и приватниот живот. Како да го најди собствениот баланс во тоа порамнување, што го кажуваме. Тоа е многу интересна тема, што треба навистина сериозно да се опфати, затоа што јас во последно време, добро, јас сум повеќе помеѓу младата генерација и гледам многу проекти се работат на тема burnout. Burnout е збор на англиски, нели сега? На македонски не знам се точно како би го превела. Burnout, помогнете. Истоштеност некоја. Значи кога не можете точно да си најдете некој баланс помеѓу приватниот живот и кариерата, односно вие немате време за приватен живот, немате време да се посветите на семејството, на децата, на фамилијата, поради тоа што премногу работите и сте ментално потрошени. Така. Токму тоа работи фондацијата, значи, пак ќе се вратам малку на политиката, имаме голема поддршка од Министерството за социјална политика, демографија и млади, во очекување сме да се донеси и тој закон за социјални предпријатија, кој што многу ќе го олесни пристапот на организациите и органските социјални предпријатија да добијат соодветна помош. А во делот на бурнаут, буквално доживеан на своја кожа. Да, сигурно. И работиме на специјални модули со кои што сакаме да ги поттикнеме младите на дигитален детокс, да направиме... Ај проект да направиме за дигитален детокс. Да одиме на планина една недела без телефон. Договорено. Ова беше нешто едноставно. Договорено. Да. Тоа ќе биде супер. Да. Ќе спечатаме еден меморандум за соработка на реклама. Ќе се читаме книги, ќе се гледаме за Едисонце и Дресонце, ќе си јадеме здрава храна. Ќе живееме низ природата. Што ни треба телефон? Така. Во тој дел ние се насочуваме на градење на некакви вештини, значи вклучување на моториката на младите, не само на младите и лицата со попреченост, спомна колешката креација, значи да се направат некакви креативни производи кои што понатаму не имаат само комерцијална вредност, имаат малку повеќе, имаат емоција, енергија, сето она што го доживуваат кога ги креираат тие производи да се пренесе на купувачот. Затоа што веќе сме презаситени од многу различни комерцијални производи и сега си бараме оригиналност, си бараме уникатност, си бараме приказна и токму тоа сакаме да го во суштина да го трансферираме понатаму во етерот и да станеме нормално една од најсреќните земји на Балканот. Леле, како Данска, мислам дека Данска беше најсреќен народ, нација во Европа. Не знам ние кај сме, Данска, добро. Они имаат тоа хиге. Имам само едно подпрашање за госпоѓа Сузана. Рековте работите со социјално ранливи категории. Кои категории конкретно? Значи, многу широк спектар. Бидејќи многу обширно име тоа. Во рамките на социјалното предприемништво во моментов работиме австриски проект кој што се вика Црн лебед, онака символично. Сакаме тие млади девојки од 15 до 24 години да поминат низ еден процес на обуки, на верифицирање, добивање на сертификат кој што понатаму ќе ги стави на пазарот на труд и имаме многу добри фирми како ЕВН, како регионални комори кои што ги земаат на пракса. Буквално тие го поминуваат целиот процес. Се зборуваме за девојки без образование, зборуваме за лица со попреченост, меѓутоа во рамките на социјалното предприемништво работевме со зависници од дрога, со зависници од алкохол, со роми, дискриминирани жени албанки. Значи имате еден огромен спектар, и буквално сега ние кога вака зборуваме со ваква терминологија
тоа изгледа така многу стерилно. Тука зборуваме за човечки приказки. Тука зборуваме за Мари, за Ивани, за Сонгју, Фатма, за еден целоден свет кој што можеби не е толку познат на нашата јавност, а сепак постои кај нас во државата. За Виктор, за Тони, тоа се сите деца со име презиме. Искрена да бидам, тешко е да не се биде емотивен во тој свет. И не може секој да работи таа работа. Да. Сега имам една Марија која што е запознат на физикална терапија, која што има детска парализа од млади години и која што беше изненадена од пристапот, значи како си разговараме, како си помагаме во вежбите. И сега остануваме на релација со цел Марија да добие некаква едукација или ако не е способна за едукација, да добие едно семејство каде што може да си ги сподели своите... Да, па тие се многу весели луѓе, морам да ви кажам. Тие луѓе се толку среќни, им треба буквално една трунка поддршка за да ја видите таа среќа. Мислам дека малку треба. Ќе се вратиме на тоа. Би сакала Наташа да ја прашам како Наташа се снаоѓа со приватен живот, музика, кариера, балансот. Има ли барнаут? Да, добро сум во поглед на балансирањето, најверојатно затоа што многу си ја сакам професијата која што си ја имам избрано и никој пат не ја чувствувам. Што точно се работиш, ако можеш да кажеш на нашите гледачи? Јас сум музичар, пејач и истовремено и професор по пеење на џез одделот на Музичка академија во Штип и во ДМУ Тодор Скаловски Тетоец. И мојата професија е истовремено благородна, имам работа значи со студенти, со ученици, а од друга страна давам подкрепа на културата тука кај нас во државата со тоа што творам и создавам музика која што подоцна слушателите имаат можност да си ја слушнат по радиостаниците или вака еве на телевизија. Така. Да. Тука сме Наташа е гостинка по повод незиниот нов видеозапис кој што ќе го видите на самиот крај, ќе ја слушнете песната. Наташа, некаде во некој интервју читав дека го сакаш тој звук од 90-тите, нешто кој што на сите ни буди така носталгија, затоа што јас верувам дека денешната музика која што се прави е многу различна од таа музика со која што ние пораснавме. Тие хитови веќе не се денеска истите. Колку е голем предизвикот денеска да направиш, не знам, еве, квалитетна песна, квалитетна композиција, навистина што ќе остане? За тоа никој нема формула, за како се прави песна која што останува се покажува времето. Велам дека и во денешно време има квалитетна музика која што е современа и која што е во чекор со светските стандарди, барем тоа се трудиме ние и мојот сопруг Дамир Пух во Green Room Sound да го поставиме како норма и секој кој што се обраќа кај нас во студио, вклучително и нашата музика ние која што ја создаваме, да биде во рамки на светските стандарди кои што се звуковно поставени. А од друга страна таа носталгичност која што јас сега конкретно за последната песна ја водам кон звукот на 90-тите, најверојатно е бидејќи сум дете пораснато во тој период, сум била изложена на таков тип на музика, иако доаѓам од класичниот свет, затоа што долго време се занимавав со сериозна со класична музика, со соло пеење, тоа дипломирав и магистрирав, но некако срцето ми покажа насока кон по-популарните жанрови, бидејќи сметам дека имам поголема слобода за креација. Креативноста е нешто кое што е дел од моето секојдневие и сакам да се изразам и музиката која што ја создавам ми го дозволува тоа. Супер. Дали Ивица и Сузана станаа тоа што посакуваат да бидат како деца, затоа што еве срцето е донело Наташа до тоа што... Да, мене ми е тоа сон од детство. Да, значи ти си исполнил детскиот сон. Апсолутно, сама се потрудив и многу работев на тоа сонот да ми биде исполнет, бидејќи талентот не е доволен. Треба многу жртва, треба многу работа, посветеност како и кај секоја друга професија. И да, дури можеби малку повеќе жртвување затоа што музиката, особено на нашиот простор, е малку потешка во поглед на просперирање и не е доволно само човек да се занимава со една работа, потребно е да се знае и од позадинските работи, сега конкретно и видеопродукција да се занимава, значи студиска продукција, да знае човек сам да се сними. Кога имам наплив на идеја да може тоа да ми биде евидентирано, некако запишано, снимено, да биде разработено. Супер. Да, еден вака поширок спектар на професии собрано во едно.
Супер, Ивица, дали вие посакувавте да бидете политичар? Директор Апсолутно на да. СОРС. Апсолутно. Сега директор на сигурно СОЗР, не тоа е знаете надвор, за тоа. тоа да. Не знаев, но апсолутно да. Кога се работи околу работата, вие сами бирате што сакате да работите. Јас мојот живот сум го поминал најчесто работа во приватен сектор и најверојатно желбата да преминам во јавен сектор е да дадам она што сум го научил во приватниот сектор. Бејќи во приватниот сектор повеќе се учи во споредба со државниот. Имате, стекнувате менаџерски способности и тие треба да ги пренесете на државата, односно тоа е она чувство кога сакате да дадете нешто на државата што сте го научиле и мислам дека го работам тоа што го сакам. Браво, баш ми е Да, драго. убаво да се слушна. Цеце, ти го работиш ли тоа што го сакаш? Разбира. Добро, Се Сузана? гледа. Да, така е. Јас морам да бидам искрена, мислам дека имам уште многу потенцијал. Сите имаме. Нормално. Сигурно. Да, точно. Цел живот работам она што сакам да го работам со многу голема пасија и енергија и мислам дека тоа го гледаат луѓето. Се гледа, да. Да, кога бев така помлада, многу сонував да бидам поетеса, да пишувам белетристика. На 25 години добив награда од библиотеката за најмногу прочитани книги во една година. Браво. Така да, мислам дека сето оној труд, како што кажаа соговорниците, буквално си е рефлексија на она што сме денеска. Морам да кажам дека во животната патека, кога ги бирав професиите, фирмите, луѓето со кои што ќе работам, буквално го рефлектираш она што е во тебе, ама и го примаш од нив и така се правеше една многу убава синергија и секаде си имавме отворени врати и така успешни приказни од одредени кариерни потфати кои што сме ги направиле. Она што сега го сонувам, малку сега да отидеме нанапред Слободно, и да слушнеме кои се идните соништа. оди кон финансиска едукација. На младите, финансиска едукација на населението. Тоа е доста потребно, искрено да ви кажам. Во делот да не се чека само од работа 8 часовна и плата, него да се оди така малку serial entrepreneur или сериски да настапувате, да имате различни изворчиња на приход. Да не бидете ограничени само на еден приход плата и постојано да се зборува дека ни треба промена, ни треба институции, ни треба... Да, сето тоа треба и кога постојат институциите, кога постојат закони, системи, тоа е многу полесно, ама па од друга страна треба и некој внатрешен порив кој што вака ќе те придвижи и ќе тестираш. Јас тоа им викам на младите. Да. Тестирајте, пробајте се во оваа професија и после кога ќе видиш како делува на тебе, како те движи, како те гради таа професија, тој систем, тие луѓе, тогаш Ама јас мислам дека многу кај нас во Македонија многу чекаат еве на политиката, на владата. Чекам да се врабам, како би барам работа, се молам да не ја најдам. Некако мислам дека уште ние го имаме некако тој мајндсет, иако не е така. Еве, јас барем онако што го гледам барем во денешна ера, дигитална ера, е лесно да направиш парите. Може нема направиш милиони, а може и ќе направиш милиони, ама ти имаш денеска интернет, имаш artificial intelligence, да. Имаш толку многу можности да заработиш и ти не го искористуваш тоа. Туку чекаш да се вработиш, чекаш да ти дојде 15-20 кога зимаш плата и кукаш цело време. Нема, малку ми е, што да правам, како да правам. Јас мислам дека сето тоа е во главата сега. Поправете ме ако грешам. Јас мислам дека сега е малку променета ситуацијата. Така е. Отворените граници дадоа еден нов тренд на раздвижување, поготово кај младите луѓе. Она што е предизвик во тој дел е што младите луѓе не ги имаат верификувано нивните вештини, во смисла да одам, да работам, да се докажам. Него тие настапуваат во делот, јас ова ќе го работам, ама нивните критериуми за
стандарди на работа се малку полабави. Ние сме една друга генерација каде што сме така сетирани ама и ние се менуваме како што и младите се менуваат. Друга работа морам да споменам, работодавачите, бизнисот е на голема мака. Немаат вработени. Значи, буквално јас сега сум битолчанка, ќе кажам кој дете мајка изгубила, ќе го најди во големите компании. Ама во Битола има многу странски фирми кои што се отворија. И во Скопје има. И во Битола посебно. И тоа е многу добро затоа што еднаш тие луѓе поминале низ еден систем. Се надевам дека направиле некаква проценка, некаква анализа на себе си и на ситуацијата и она што е многу важно, да имаат цел и визија каде сакаат да одат. Би сакала господинот Ивица да го прашам на оваа тема, кога зборуваме пари, финанси, се надовар за местото, точно е, со отварање на границите имаме пошироки размислувања од страна на младите, но се уште постои голема доза на она да се вработам држава. Да. Тоа е нешто најлошо. Администрација. Сигурна работа. Така. Не морам да одам. Дојде цецени у влада да се вработиме, што? Не. Ние сме работници, така да не можеш да заработиш таа плата која што можеш во приватно да заработиш. Со доdatна работа, со не знам како. Таа државната плата, апсолутно, таа државната плата, тие се примањата и таа колку да преживееш. Приватниот сектор секој ќе биде број 1, каде што еден млад човек може да просперира. Да, државата тука да помогне, но не да биде клучен фактор. Треба да има креативност, треба да има само иницијатива и желба да се направи нешто. Не може да чекате само на државата. Треба државата да помогне. Апсолутно се согласувам тука, но не треба чекате се да ви помогне државата и да чекате да се вработите. Да, мора и сам некој да си направиш нешто во животот. Тоа сакам да го кажам. Се надоврзавме дека големите компании, а и сите приватни компании имаат дефицит на работна рака. Јас убедувам дека имаат дефицити. Секако дека можете да се договорите за парцијално време. За неколку часови да работите, Се може. Се прифаќа. Се прифаќа. Да, не сега кога им треба. На нието еден приватен работодавец не му требате вие 8 часа на работа. Вие му требате да му ја завршите работата. Тоа е тоа. Може вие да завршите за 2, 3, 4 часови, може и за 12. Тоа зависи од вас и од тежината секако на работа. Ама и како викаат во последно време, сам за себе да се работиш после најубаво. Сум го пробал и тоа и ова се поубаво е тоа, искрено ве убедувам. Да, знаеш, може ќе се помачиш, може нема да биде лесно, ама како викаат, на крај знаеш дека се работиш за себе, сатисфакцијата е многу поразлична. Апсолутно така. Така е. Наташа, какво е твоето мислење? Се согласувам и сметам дека на младите им фали малку истрајност. Бидејќи секоја работа си носи нели своји ризици, има тешки периоди кои што треба да се пребродат, сите сме биле во некој тежок период, но треба да сме убедени во сопствените квалитети, да си работиме на сопствената надградба и да, ризикот е тој кој што може да не повлече чекор напред. И сметам дека тоа е една од главните причини кои што младите у денешно време бараат државни вработувања. Да, што кажа Сузана, ние сме во друго време растени. Седиш, трпиш, како виката, бе, трпи кјути, има и полошо. Има уште малку некаде жичка тоа во нас. Па не во таков тип на трпение. Апсолутно сметам дека секој треба да си стои позади себе и дека треба да се избори за тоа што го има сработено, заслужено, нели? Зборам за друг тип на трпение, на друг тип на фокус и на насоченост на индивидуата, затоа што не е доволно само да се заврши факултет и да се очекува дека не чека некоја работна позиција. Јас откако имам дипломирано и завршено со тој мој образовен циклус, уште повеќе имам посветено работа на себе, за да се надградам во поглед на популарната музика, за да знам да предавам различни типови на пеење. Сега мојата професија е малку покреативна, јас не се занимавам до толку многу со бизнис, но бара работа. Бара да се биде во чекор со времето, различен е пазарот, различни се побарувачките кои што ги сака слушателот во конкретниот мој случај. Или не знам, за да бидеш доволно атрактивен за на сцена, не мора да го поработиш. И тој момент, значи, комуникација со публика, комуникација со народ, тоа е многу важно. Значи, не е доволно само образованието. И сметам дека таа истрајност е тоа нешто кое што кај младите фали, а од друга страна па јак се трудам како сега професор, нели, да ги мотивирам, малку да ги инспирирам, да си ги прошират видиците, дека не е само, пример, ако е џез музика, не е само тоа
стрит форвард. Да бидат поотворени Да малку. бидат поотворени, апсолутно, да се похрабри, да се изразат полесно е, сметам дека така, кога човек е реален на тоа што е, дека многу полесно и публиката не прифаќа нас како уметници, ако нештото кое што го пласираме не е вистинско, тоа се гледа. И се чувствува, Да, посебно во да, вашата да, професија. И јас тоа ќе го кажам, нели, луѓето викаат да се селиме во странство по големи плати, не знам. Јас мислам дека ако ти си отворен, значи ако одиш со отворен ум спрема работите, ако навистина инвестираш во себе, сакаш да учиш, вложуваш, ти како можеш многу добро да заработуваш во Македонија. Плюс 100 пати подобро ќе ти биде отколку во странство. Си дома. Секој И плюс се тоа сакам да кажам, најважно. дома си. Што сакаат сите луѓе? Пари. Добро, додеше многу луѓе сакаат и други работи, ама еве ако е за пари, навистина можеш да ги заработиш парите, можеш да ги направиш, ама пак на крајот од денот зависи од тебе. Така. Парите не си секогаш присутни. Да, токму така. Добро, тоа за културата и за мајндсетот ќе зборувам во друга ситуација. Во ред, овде ќе направиме една кратка пауза. Ќе ги оставиме прашањата за после рекламите. Почитувани гледачи, останете заедно со нас, се враќаме за кратко.